52 до 53%. Значи, висината над тоа веќе корелира негативен импакт во ова. И тоа поради две фактори. Првиот фактор е институционалниот капацитет, затоа што се покажа дека ние немаме институционален капацитет да управуваме повисоки јавни расходи од таа висина. Второто е во однос на цената на чинење, односно финансирањето, тоест фискалната цена на чинење. Овие два фактори доминантно влијаат и со тоа директно го загрозуваат интензитетот на растот на економијата. А интензитетот на растот на долгот е многу повисок од интензитетот на растот на економијата. Кога овие равенки ќе се нарушуваат, тогаш се доведува во прашање фискалната стабилизација, односно консолидација.